на 7. јули 1993 година, еден вестник во Америка, односно во Сан Франциско, известил дека во една фирма пристигнал еден пакет, картонска кутија. Кутијата била од банани, од некоја компанија која продавала овошје. Овој пакет бил пратен преку Федерал Експрес, тоа е агенција кои разни приватни пошти, служба за доставување на пакети. Внатре во самиот пакет имало непозната содржина, замотана, како што кажа, во картонска кутија на некоја компанија за овошје. Кога кутијата била примена од страна на вработените во таа фирма, им паднало сомнеш што се наоѓа внатре во самата кутија. Бидејќи градската полиција само пред неколку денови открила еден друг пакет на една терористичка група која поставувала бомби во Њу Јорк, значи замотани во убави пакети и така внатре која ќе се отвори доаѓал до експлозија. Печатот веќе нашироко пишувал за тие терористички групи. Кога пакетот бил донесен во таа фирма, била повикана групата, односно осигурувањето, security, да проверат што се случува внатре, односно што има, но им било сумнително и се плашеле и затоа била повикана полицијата и околу 400 вработени во таа фирма биле евакуирани од зградата на една прописна далечина. Набрзо полицијата пристигнала и таа екипа, кога го видела пакетот со на посебен начин, бил неутрализиран со мал топ и неговата содржина била разнесена во воздух. Но полицијата не нашла никаков сомнителна работа или експлозив во самиот пакет. Внатре, во тој пакет биле пронајдени спакувани $24,000 во готовина, во кеш. Пакетот бил уништен, а со тој и самите пари. Браќи и сестри, овој свет во кој ние живееме е полн со подвали, со сомнежи. Се повеќе и повеќе во нашиот регистар или во нашата папка, во нашиот нотес има луѓе на кои може да им веруваме. Зошто можеби сме се изгореле, што се вели. И затоа понекогаш сомнежот е како одбранбен механизам да се сочуваме од таквите подвали. Во нашиот живот можеби се повеќе и повеќе се појавува сомнежи, не само во религијата, туку во секојдневниот општествениот живот. Се повеќе внимателност, се помалку доверба, се повеќе преиспитување, а помалку прифаќање, повеќе разочарување. Постојат агенции кај што може да порачаш фустан, панталони, било што, така, како се вика, тие има посебни агенции. Една личност во Америка ми раскажуваше, една особа порачала фустан за возрастна особа. И кога добило тоа фустанче за 10 години девојче. Значи, на сликата е едно, а во стварноста е сосема друго. Значи, денеска, на жалост, има многу манипулации. И затоа ние денеска размислуваме за сомнежот, како отров за твојата, за мојата, за нашата душа. На прв поглед, кога ќе сретнеме некого, бидете искрени, дали први позитивно имате мисли или негативно? Браво! Меѓутоа, некој правил анкета и установено дека луѓето повеќе имат резервен став. Резервен став. Зашто не знаеш за каква личност станува збор. Секако, треба да поаѓаме и од позитивни. Меѓутоа, ете, кога ќе се опечеме, тамо вели, кога ќе се изгореме на што, падуваме и на што. Сеќавате? И на маштеницата се дува кога нешто човек ќе се изгоре. Но, ајде да читаме во Библијата и да видиме од духовен смисол на гледање зошто ние се сомневаме. Што е сомнежот во нашиот христијански живот? Матеј 21:21. Матеј 21 глава, 21 стих. Еве ја приказната или настанот што Исус го раскажал. Исус одговори и рече: вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, ќе направите не само тоа што ќе се случи на смоквата, туку ако и речете на оваа гора, дигни се оттука и фрли се во морето,
ќе биде. И се што ќе побарате во молитва со вера ќе добиете. Овој текст или овие текстови сме ги читале повеќе пати. Верувам дека секој од нас се прашувал дали е тоа можно да се помолиш и планината да се фрли во морето. Дали е тоа возможно? Интересно, нас не закопира, браќи и сестри, добро, нас не закопира, значи, ова фрлањето на планината во морето. Го губиме она другото од смисолот што Исус сакал да го нагласи, да го каже во овој свој извештај. Наспроти сомнежот, кој избор треба да стои? Верата. Верата е опозиција на сомнежот. Како што во секоја држава има позиција, има и опозиција. Овде позицијата е сомнежот, а верата е опозиција. Ние како да не ја приметуваме верата. Исус овде ја нагласува верата, не фрлањето на буквално. Па за Бога и буквално може да се направи. Не е проблем. Ако Бог може да го пресуши Црвеното море, ако може реката Јордан, може да направи и други чуда, но нема потреба. Нема потреба зашто Бог би направил проблеми ако Пелистер се префрли во Пелагонија. Тоа би направил тектонски пореметувања. Значи би дошле до други катастрофи. Божја намера не е во тоа, него овде сака Бог да покаже дали ние имаме вера. И 22 стих е сршта на ова. И се што ќе побарате во молитва, со што? Со вера ќе добиете. Тоа е услов. Условот е верата, браќи и сестри. Лесно е да се сомневаме. Но за да доживееме чудо, потребна е тотална, целосна вера. Повторно ќе кажем грчки збор. Што да кажеме кога Библијата пишува на грчки јазик? Еве, овде во грчкиот јазик стои зборот диакрино. Диакрино е грчки збор кој во Библијата се преведува со зборот сомнеш. Сомнеш, но исто така има и пошироко значење. Незиното непосредно значење е темелно да се раздвои. Тоа исто така значи диакрино, да се раздвои, да се подвлече од нешто или од некого. Дури и да се спротистави. Видите колку е богат тој збор. Диакрино. Неговото фигуративно значење допира и до глаголот дискриминира. Знаете што значи зборот дискриминира? Библијата, сега јас само ќе ги нафрлам текстовите, зборот диакрино го користи на разни места и го преведува со следниве зборови. Да се препира или да се, како тоа на македонски да го кажеме, да се спротивставуваме, благодарам. Дела 11.2, кај што таму имале препирки, спротивставување. Да правиш разлика, Дела 15.9, 1 Коринќаните 11.29, таму вели да правиш разлика кога е во прашање светата вечера. Сеќавате Павле зборува таму во 11-та глава, во првата Коринќаните 11-та глава. Да бидеш пристрасен, Јаков 2.4. Да се сомневаш, Јаков 1.6. Гледате каква плеада или палета на зборови користи овај Новиот Завет, кога е во прашање зборчето диакрино. Значи, тој збор се преведува со повеќе зборови и во себе може да содржи и негативни или позитивни црти. Да се сомневаш е глагол со кој ние се браниме, да се спротивставиме на лагата, на оно што е неизвестно, оно што не ни е познато. Значи, тоа е глагол да се сомневаш. Проблемот се состои во тоа кога и како ние го применуваме. Ако зборот сомнеш го применуваме постојано во нашиот живот, ние ќе се плашиме да излеземе од дома. Зошто некој да не убие, некој да не нападне. Ако таков страх, таква фобија не окупира, тогаш нема на работа да одиме. Тогаш не може да се поздравиме со човек, зашто ќе се сомневаме, може да ми мисли нешто лошо. И постојано ќе се надградува тоа во нашиот ум и ние ќе се забарикадираме, ќе се затвориме, нема да комуницираме и тоа ќе биде лошо по нашиот живот. И затоа денеска би сакал да размислуваме токму на таа тема, во минутите кои се пред нас. Ајде сега да се свртеме кон мене, кон тебе, кон нас, кон црквата во која ние припаѓаме. Ние како црква сме наречени бранители на вистината. Беше поставено кој е бранител. Секој треба да биде бранител. За себе, пред Бога. Зашто ние сме црква.
кај што се 20 или тројца, нели црквата не ја сочинува самата зграда, но ние треба да бидеме бранители на вистината заедно поврзани со Бога преку Светиот Дух. И затоа денеска кога провејуваат многу така наречени вистини, кога провејуваат многу доктрини, многу науки кои ја заплуснуваат и нашата црква, и некои на жалост како тие да им се попријатни науки кои допират до нив. Павле вели, ќе си набават во последно време какви учители, како што ги сврби ушите. Значи, едноставно некои, не сите, но на жалост и такви ќе има. Завчера, кога имавме состанок во Скопје, токму на таа тема малце зборувавме, дека на жалост тој бран, тој западен бран, на негирање на некои точки на вистината, почнуваат и тука да вириат. Секако секој има слободна волја, но наше да преиспитаме. Се што доаѓа, има и добри работи што доаѓаат, да ги преиспитаме дали тие поминуваат низ сидрото, низ Библијата, како еден компас кој ни укажува на правата вистина. И затоа секако треба, кога ќе дојде нешто ново, да го видиме дали тоа не се спротивставува на Библијата, на вистината. Еве да читаме во Дела на апостолите еден настан кој ќе ни покаже како овде првите христијани се однесувале кон некои работи. Во Дела на апостолите, во 10 глава, од 17 до 20 стих ги читаме следниве зборови. И додека Петар беше во недоумие во себе, што би можело да значи видението што го виде? Да повторам, Дела, 10 глава, од 17 до 20. Петар гледа во ноќно видение од небото како му се спушта еден чаршав, полн со разни животни. Ете, луѓето испратени од Корнелија, откако се распраша за Симоновата куќа, застана пред вратата и праша, дали е тука на гости Симон наречен Петар. И додека Петар уште размислуваше за видението не го читав ради времето, може да го читате од 12 стих па надолу, Петар размислуваше за видението и Духот му рече, кој тој Дух, Светиот Дух, кој и нам денеска може да ни каже, да не напоменува, ете те бараат тројца мажи, стани, слези и оди со нив, не размислувајќи зашто јас ги испратив. Петар се во умот занимавал со животните што ги видел, со тие нечисти животни што биле во спротивност со она што тој го учел и што бил учен од своите предци, и читајки 3 книга Мојсеева 11 глава за чистите и за нечистите животни. Петар сега бил малце збунет и Духот Свети како да го раздрмал, вели, стани Петре, го слушаш звончето доле, а тој бил на гости кај Корнелија. Ете пред вратата ти стојат гости, тројца мажи доаѓаат. И Петар потоа ја сваќа работата. Петар знаел кој е Корнелија. Петар знаел кои се римјаните, имало добри и лоши луѓе. Но кој сега од римјаните ќе очекува нешто добро? Веднаш сомнежот му се појавил во умот, а Бог му вели оди, токму тие те бараат. Петар имал проблем, браќи и сестри, со предрасудите. Има ли денеска предрасуди? Но Божи Дух му вели, Петре, не, стани, луѓето те бараат. Ти си тој мост, ти си таа алка, ти си таа карика која треба да ги поврзеш со мене, со небото, со Бога. Петар му вели, односно Бог му вели, Петре, не се предомислувај, не се живее од предрасуди. Може би и ние денеска имаме предрасуди, кога сме дошли од црква. Но Божи Дух ни вели, отслободи се од тоа. Ослободи се од тоа. Ослободи се од негативните заклучоци. Биди позитивен. Без разлика што и да се случува, Бог секи изведе на добро. И зато му вели Бог, стани Петре, те бара тројца мажи, слези и оди со нив, не размислувајки за тоа зашто јас ги испратив. Може би ако малку подлабоко размислуваме, браќа и сестри, и нам денеска Божи Дух ни вели, стани Петре, стани Марко, Бог те вика. Бог те испраќа кон тие луѓе, кон таа фамилија. Во Римјаните 4:4 апостол Павле ги пишува следниве зборови, а јас сега ќе ги прочитам. 14:4 вели: кој си ти за да му судиш на туг слуга? Тој стои или паѓа пред својот Господар, а ќе стои зашто Господ е силен
da go postavi da stoji. Кој е наш брат? Која е наша сестра? Сите ние сме меѓу себе во духот браќа и сестри. Само Бог е изнад нас. Сите ние сме на исто ниво, читавме во поуката. Сите ние стартуваме од нула. Сите ние сме обременети од гревот, од проблемите, од маките. И затоа овде Павле вели, кој си ти, кој сум јас? Да гледаме на позитивните црти на човек. Ако појдеме од позитивните, секако имаме и негативни, но тие со Божја љубов, со наше трпение, со Божја сила и помош ќе можеме да си помогнеме и да се ослободиме од таквите. Во 1 Коринтјаните апостол Павле, тие стихови ги читаме кога имаме света вечера, но само ќе се подсетиме на што овде Павле не подсетува во првото послание до Коринтјаните во 11 глава. Ајде да ги читаме тие стихови. 1 Коринтјаните 11 глава, кај што апостол Павле дословно ги кажува следниве зборови. 11 глава, читам од 28 стих до 31. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од глебот и да пие од чашата, зашто кој јаде и пие, а не го познава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби, болни и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Ќе го повторам. Зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Тешко е да гледаш во себе. Многу е полесно да гледаме во другиот, вели апостол Павле. Но Бог да ни помогне, браќа и сестри, почесто да стоиме пред своето огледало. Тоа ќе видиме кои сме, што сме и како сме. Една зимска ноќ, било студено, 7 луѓе се нашле поред едно место, логорски оган, во исто време поред логорски оган. 7 души. Оганот горел фино. Знаете, кога е ладно, а пред себе имаш оган, колкото е пријатно. Го чувствуваш во телото. Тие 7 луѓе били изгубени таму во шумата. Имале оган само околу себе, но немало дрвја околу нив. Значи, тие дрвја што биле околу логорскиот оган ги ставиле и немало повеќе што да стават. Зима, ноќ, долга ноќ, а немало дрве. Само тие во своите раце имале по еден стап. Значи, 7 луѓе, 7 стапа ги држеле во своите раце. Секој чврсто го држел стапот и се потпирал и се греле на логорскиот оган. Секој од нив знаел дека ова ноќ ќе биде долга, тешка и страшна и студена, зашто нема дрва. Единствено, ако ги стават секој поединачно своите стапови во оганот, ќе може да го продолжат оганот до утрото, кога ќе дојдат спасители и да бидат спасени. Треба таа ноќ да ја преживеат, само ако ги стават своите стапови во оганот. Но рековме, ноќта била долга, дрвета полека ги строшиле, што биле како залиха, оганот почнал полека да се гаси, и се гледале еден во друг. Кој прв ќе го стави стапот? Првата личност која била во тој круг на 7 луѓе бил сиромашен човек. А сиромашните претежно ги мразат кого? Богатите. А Карши него бил еден богат човек, во убава јакна облечен, во крзнена јакна, со капа, малце вака пополн, и тој го гледа пред себе сиромашниот. А сега сиромашниот го гледа пред себе богатиот. И си велил во себе, цел живот ги гледа како добро се хранат и убаво се облекуваат. Зошто неговиот стап прв да оди во огнот? Не, неговиот стап нема да ги грее богатите и дебелите. Мојот стап ќе остане со мене. Нема да го ставам стапот. Наспроти него, рековме, бил богаташот. А тој го гледа јадниот сиромав пред себе, кој немал ништо на себе, само една тенка јакничка, толку се здрвил, немал пари да се купи ниту за нешто подебело, за облека. Цел живот просел, цел живот сиромав, а тука во една подерена джинс јакна.
И сега, неговиот стап, доди прв огнот, нема шанси. Тој да ги грее сиромашните, кои цел живот се лени, неспособни и не сака да работат. Неговиот стап нема да ги грее мрзливците. Третата личност која се е наоѓала во таа група на седмина бил црнец, кој имал многу неправди, истрпено токму од белците. Во неговото срце вриел гнев кон тие 6 луѓе со друга боја на кожата. Доста го малтретирале, доста го омаловажувале, доста му ги ускратувале правата. Сега неговото трпение има крај. Не може повеќе да ги трпи. Може би досега ги поднесувал, но сега, во овој миг, неговиот стап да оди прв во огнот нема шанси. Донел одлука, мојот стап нема да оди во огнот. Зошто? Тој бил непријателски настроен кон другите, кон белците кои ги мразеле црнците. Знаете во Америка што било во минатото, црнците имале посебни автобуси, посебни аптеки, посебни училишта, посебни улици кај што требало се движат. Сега гневот кулминирал во неговото срце и нема доди стапот негов прв во огнот за да ги грее белците. Четвртата личност била жена која пред себе ги гледала останатите 6 мажи. Тука е црнецот го гледа и се прашала како се осмелил овој црнец да влезе во друштво на белците. Денешниот свет навистина не знае повеќе за ред. Нема ни раса, ни класа во општеството. Во овој свет се променило. Порано си велела таа жена во својот ум, не беше така, си имаше ред, се знаеше правило. Црнците на една страна, белците на друга страна. И сега мојот стап да ги грее црнците и оној тука кој се осмелил да влезе во нашето друштво, нема шанси. Сигурно мојот стап не оди во огнот, не додека се црнците овде. Петата личност бил побожен, понизен христијанин, кој не можел да свати како може човекот, момчето кој е карши него, да во своите две уши што има? Што да има? Обетки. Дори закачили на носот. Тој христијанин не ги поднесувал таквите. Си ставил, значи, обетки и на носот, и на ушите, и каде ќе најде. А токму таква личност се наоѓало карши него. Да работата биде уште полоша, тоа момче било хипик. А хипиците знаете како изгледаат надворешно. Долги коси, масни, тие се во душа добри луѓе, добри момчиња, но надворешно даваат лоша слика за себе. Имат претежно фармерки, неопрани, лежат секаде, ги има во странство на секаде, во секоја улица, кучиња, просат за кучињата. Тоа се друштво со добри намери, се дружат, за нив е битна дружбата, да се напијат, да се наедат, да помогнат, ги подупират тие хуманитарните проекти, така натаму. И сега овој христијанин пред себе гледа на таква личност и рекол, мојот стап да биде во оган за такви луѓе, нема шанси. Не, мојот стап нема да оди внатре. Шестата личност, кој бил? Хипикот. Пред себе тој ги гледа под наводници сите нормални луѓе. За него биле сите ненормални. Сите ненормални луѓе тој ги смета. Зошто тие само гледаат за добит, за профит, за некоја корист. Зашто тие не се залагаат за светски мир. Знаете, хипиците се секојаш во првите редови, кога треба нешто да се прави, да се помогне, тие се тука, добродушни се, не се богати, ама со своето присуство ги поттикнуваат таквите проекти. И сега, овој момче, овој хипик, пред себе ги гледам таквите луѓе, кои имаат само некои правила, некои закони, некои обврски, а ние, хипиците, сме слободни, демократи. Секаде може да се снајдеме и секаде може да влеземе. А овие јадници толку се собрани, имат некои своји правила, само создават правила и само би сакале да наредуваат, досадно и глупово. Не, неговиот стап не поддржува такви нешта. Неговиот стап нема да оди во оган. И тој си го повлекол стапот и уште повеќе го стегнал во своите раце. Задниот човек во таа група бил човек кој бил многу скржав. Ние би рекли циција. Многу скржав. Модерен, деловен човек, кој давал толку
колко што дупло да добие. Едноставно, тој си имал правила. Тој си имал математика, знае. Се знае кога треба да се даде, се знае кога треба да се прими. И тој ги гледа пред себе овие луѓе. Тој нема ништо против никого. Тој ги сака и црнците, и жените, и белците, и хипиците, и христијаните. Ги сака сите овој човек. Ама се знае. Ред си е ред. Ред си е ред. Ке даде толку, колку ќе му се врати повеќе. А сега тој прв да стави во огнот својот стап, нема шанси. Рекол, и мојот стап нема да оди. Си го повлекол на себе и го држал во раците. Ги поминавме сега сите 7 луѓе кои се наоѓале пред овој логорски оган. Времето одминувало. Веќе мугри наутро, сонцето само што не се појавило. И ајде сега да ги видиме луѓето поред оганот, што се случува, браќи и сестри. Кога осамнало утрото, 7 смрзнати луѓе, секој си го држал својот стап во своите раце, лежеле поред угаснатиот оган. Да можеле, да сакале, да го ставиле секој својот стап, би ја продолжиле дејноста, односно оганот, животот на оганот и би го дочекале утрото. Ноќта била студена. Не физички студена, туку студена од нивните предрасуди во нивните срца. Тие не се смрзнале од физичкото студенило, туку од предрасудите се смрзнале во своето срце. И наутро, кога дошла екипа за спасување, ги виделе како лежат поред оганот, секој држејќи го својот стап во своите раце. Се прашувале, зарем не се сетиле да си ги ставиле своите стапови секој во оганот и би го продолжиле дејството на оганот до утрото и тогаш спасителите би ги спасиле. Браќи и сестри, приказното овде завршува, но пораката е толку силна, толку јака, што допира до тебе и до мене. Сите ние ги држиме своите стапови во нашите раце. А тоа сме самите ние. Дали ќе станеме себишни, дали ќе ги држиме слепо своите стапови до својата смрт и ќе умреме таму студени во своите предрасуди, или пак ќе се ставиме на жив олтар, како што вели Библијата. Ќе се ставиме себе си, своите дарови, своите способности, да огнот на љубовта уште повеќе грее, да огнот на љубовта уште повеќе се засили, да може Бог да не употреби. Може да ги држиме своите стапови во раце, но ќе не најде студенилото кога Исус ќе дојде. Кога Исус ќе дојде на славно утро на воскресение, кога треба да ги дочекаме нашите мили и драги, кога и ние треба да се преобразиме. Потребно е денеска да ги положиме во оганот на нашата вера, нашите животи, нашата доверба, не предрасуди, нашата доверба. За да останеме живи, ако сакаме духовно да останеме живи, мора да внесеме нешто во оганот. Ако мислиме дека се знаеме и сами може да обстанеме, се лажиме. Се лажиме. Ке дојде ветар, ке не однесе ветарот. А тогаш се ни е бадила, се ни е џабе. Нашите предрасуди за другите, нашето судење за другите, нашето премислување за другите, нашиот негативен став за другите, нашето самозадоволство со нас самите е опасна замка, како овие 7 луѓе, кои може да останат живи само ако секој од себе направил еден чекор, да го ставил својот стап. Дејството на огнот би се продолжил, би го дочекале утрото и спасителите би ги спасиле. И сосема за крај, Дела 10:20. Еве што вели апостол Лука. Во Дела апостолите, 10 глава, 20 стих, го читам последен текст за ова наше размислување. 10:20 вака вели: туку стани, слези и оди со нив, не размислувајки зашто јас ги пратив. Бог ни вели денеска да станеме, да слегнеме долу и да отидеме со нив, да не размислуваме за последиците, да не се сомневаме, да немаме предрасуди, зашто Бог не испраќа. И кога еден друг, сосема друг, во Стариот Завет човек по име Исаја, кога Бог вели кој ќе замине, кој ќе отиде, што кажал Исаја? Ево мене, Боже, испрати ме мене. Господ да ни помогне да ги ставиме своите стапови додека е време, а тоа сме ние стаповите. Секој од нас е еден стап.
за да го продолжиме действото на огънот, на љубовта Божја, да ги огрее не само нашите срца, туку и срцата на луѓето кои се околу нас. Нека му е слава на Бога за неговата милост, за неговото трпение, а ние да се ослободиме од предасудите и од сомнежот и да му служиме на Бога како што тој сака. Амин.